Министерството за образование и наука го разпише конкурсот. Нашето училище сигурно е подготвено за следната учебна година да приеми ученици кои ќе решат овде да го продолжат своето образование. Да, ние се потрудивме овој временски период да го искористиме максимално прво за презентација на нашето училиште. Оваа презентација понатаму продолжува. Оваа година планираме да максимално ги искористиме сите наши ресурси, гимназијата да ја представиме во најдобро светло, за да можеме што е можно поголем број на наши ученици од Делчево и околината останат во нашата гимназија. Така што го покачивме степенот прво максимално на поголема концентрација и на самите професори, а и на сите оние кои што работат во гимназијата, активно да се вклучат во пропагандата, за да се покажеме во право светло онака како што заслужува нашата гимназија. Оваа година се предвидува 7 паралелки, од тоа се 4 паралелки од општата насока и 3 паралелки од стручните. 2 паралелки имаме во текстилната насока и имаме една паралелка во прехранбената, тие се сите во 4 степен. За сите нив понудивме многу убава презентација. Сега за време на патронатот од 13-14 се предвидува уште поголема презентација, на која што ќе бидат присутни не само учениците од 9-то одделение и нивните класни раководители, него ќе бидат поканети и сите оние бизнисмени кои што се заинтересирани да привлечат наши ученици кои што ќе го завршат средното училиште и кои ќе бидат подготвени одма да се вклучат во работниот процес. Така, рековте се ближи патронатот, како планирате да го одбележите и крај на школската година за генерацијата која оваа година ќе го напушти, нешто околу тоа да ни кажете. Патронатот планираме да го организираме на 13-14 април со богата програма, така да уште од 12 часот на 13 веќе презентацијата на учениците ќе трае негде околу саат и 30 минути од 9 одделенија. После тоа имаме многу убава изложба припремена од нашите ученици и нашиот професор Поликовно во Асном од 6 часот, во 18 часот, во 19 часот во Асном. Исто така ќе направиме многу убава академија, каде да ги покануваме сите оние кои што се сакат да ја видат програмата, да учествуват на оваа програма. А после тоа, другиот ден на 14 ќе имаме спортски надпревари и во исто време ќе се положат свеќе на нашиот патрон Методи Митиски Брицо и ќе имаме презентација, доста голема презентација на нашата прехранбена насока. Нашите ученици со своји производи ќе се представат пред нашите поканети гости, бизнисмени и оние кои се заинтересирани да ги осетат сите оние нивни можности, што се они можат да направат и што научиле за овој временски период.